Уставни измени со одложено дејство, консензус за националните прашања, државните да бидат над партиските интереси, борба за владење на правото, реформа на судството, задржување на младите во земјата. Тоа беа главните пораки на шефицата на државата во нејзиното годишно обраќање во собранието, прво откако во мај годинава ја презеде функцијата. Голем дел од говорот, кој траеше повеќе од 1 час, беше и за односот на Европската унија кон Македонија во процесот на пристапување, како и за условот за отворање на преговарачките кластери, промена на уставот. Мора да кажам дека прашањето дали ќе го смените уставот, што понекогаш ми се упатува, ме навредува и како професорка, и како председателка. Мојот одговор е: прашањето е надвор од ЕУ уставните норми, а јас не можам и не смеам да гарантирам уставни промени, оти не сум апсолутен монарх. Предложивме излезно решение, дури и за едно нерационално барање. Со креативно интерпретирање на преговарачката рамка, какво што чув и од партии и од пратеници од овој состав, односно заклучоците, сметаме дека единственото можно решение би било она за уставни амандмани со одложно дејство, утврдени во Уставниот закон за спроведување на амандманите, што веќе неколку пати сме го примениле. Ја повика Унијата да преземе храбар исчекор како оној во 2004 година, со што ќе го реинтегрира регионот на Западен Балкан и ќе се стави крај на нестабилноста и кризите. Во истиот контекст Гордана Селјановска-Давкова предупреди на, како што ја нарече, опасноста од билатерализација на процесот на проширување. Билатерализацијата на евроинтеграцијата не е опасна само за македонскиот случај, туку за севкупниот процес на проширување. Балканот е родното место на преседаните, а секој штетен преседан станува правило. Билатерализацијата нема да заврши, повторувам, со нас. Напротив, се плашам дека ќе биде инспиративна за многу други случаи. Така и тогаш ќе стане најголема опасност за проширувањето, а тоа беше и остана една од најважните геостратешки инвестиции на ЕУ во мирот, безбедноста, стабилноста и просперитетот. Позицијата на председателката е дека обединување е неопходно за полесно да се изоди патот кон полноправното членство. Формулацијата која употреби беше добро организиран оркестар. Цврсто верувам дека патот кон Брисел може да се изоди полесно и побрзо, ако сите ние, председателката, вие, пратениците, собранието, владата, судството, власта, опозицијата, невладиниот сектор, медиумите, функционираме како добро синхронизиран, извежбан и искусен оркестар, на чиј репертуар редовно ќе биде симфонијата владење на правото, со која треба да настапине на финалниот концерт во Брисел. Опозицијата по настапот на Селјановска-Давкова порача дека е подготвена да учествува во креирањето на државните цели. Мнозинството пак се сомнева дали е тоа остварливо во практика. За да имаме единство, треба да имаме диалог. За да имаме диалог, некој ќе треба да повика и да не организира на диалог. На што го потенцира председателката како нејзина идеја и заложба, дека и опозицијата би било добро да се вклучи во градењето на еден национален консензус за надворешно политичките цели на Македонија, сметам дека е добра замисла, но според мене реално не знам дали би била остварлива цел. И предходниците на Селјановска-Давкова, исто како и таа денеска, во своите настапи во минатото повикуваа на обединување за државните приоритети. Но тоа досега не се случи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.